Почитувани гледачи, добро вечер. Навистина имам пријатна и ретка можност да разговарам со Олга Панкина, која што ни доаѓа од Москва, од Русија, но овој пат ни доаѓа и од Милано, бидејќи бевте во Милано, сега сте во Скопје и повторно се враќате во Русија, но знам дека наскоро повторно ќе дојдете, бидејќи вие сте приврзани со Македонија и со македонската литература. Вечерашниот повод за оваа средба и за овој разговор е високото литературно признание, книжевната награда Ацо Караманов. Значи, на гледачите да им соопштиме, инаку јавноста е исто така веќе информирана, годинашен добитник на меѓународната награда Ацо Караманов е токму Олга Панкина, писател и преведувач од Русија. Ви ја честитам оваа награда. Олга, ви посакувам да ви се множат наградите и признанијата, ги имате и досега добивано, но овој пат навистина оваа награда е мощна, значајна, бидејќи се наградува вашиот авторски труд. Значи, добивате наградата не како преведувач, тука ја добивате како поетеса, како писател. Ви значи ли многу оваа награда Ацо Караманов? Добра вечер, Добро вечер. Драги гледачи. Секако наградата многу значи за мене. И таа добра вест дека наградата ми е доделена, ја примив навистина кога бев во Милано. Јас нели доста вака шетам, но главно некако по работа, во Милано малку бев вака изненадена, пријатно. Да, на прошетка. Јас така би кажала, си направив еден мало одмор, вака од работа. Нон-стоп работите, да ви кажам, кратко бев и таму, значи, ја примив ова убава вест. Навистина бев многу израдувана, бидејќи за мене Ацо Караманов е многу талентиран поет, кој за жал загина, значи, многу рано, то го знаеме. И мислам, не само беше, би кажала, навистина гениален поет, но и храбар човек, нели? Борец. Што исто така не е за подценување. Еве, јас само да додадам уште неколку реченици за Ацо Караманов. Се што кажавте е точно, сосема сте во право. Ацо Караманов со своите 16 години е македонска книжевна авангарда, навистина бил многу талентиран, читал на срански јазик, пишувал во тоа време многу современо, многу модерно. Посебно се издвојува неговиот псалм за мадмозел Лили. Инаку бил генерацијски другар со Милан Ѓурчинов, академик Милан Ѓурчинов. Ацо Караманов потекнува од Радовиш и убаво што пред малку кажавте, тој бил и борец и така и гине. Тој погинува, загинува како партизан. Навистина еден редок и значаен, млад и многу талентиран автор. Вие имате и преведено, односно препеано една песна од Ацо Караманов. Би сакала ќе ви дозволам, апсолутно, повелете. Ја прочитам. Само да кажам дека академик Милан Ѓурчинов ми кажуваше за Ацо. Така ви говорам. И мислам, имаше тврдо, значи, убеден дека Ацо е извонреден поет, кој даваше, значи, надеже огромни во таа сфера и многу секако жално што толку рано загина. Па штета е, тие се големи национални загуби, погибијата на Кочо Рацин, смртта на Ацо Караманов, на Науман Ивилов Преспански, на многу други ликови, писатели, автори, кои што починале млади. Денес, када беа живи, и Кочо Рацин, и Ацо Караманов,
сигурно ќе беа со овенчани не само со македонска, туку и со европска, па можеби и светска слава. Но тоа е само уште една потврда дека многу ја сакале татковината. Апсолутно, не се штедеа себе си, нели? Се заради победа, заради татковината. Па и во нивното творештво има многу родолюбиви напеви, песни, татковински, и тие пред се биле патриоти. Всушност затоа и се бореле, затоа и погинале за нашава земја, за нашава држава Македонија. Да, Ацо Караманов е и прекрасен лирски поет. Доказ за тоа е баш ова песна, што ќе ви ја прочитам сега, Тајна. Прво на македонски, не е голема, а после во препев на руски. Пак ли сакаш да ти го кажам тоа, што ти го кажа вчера во сината ноќ, дека си за мене и смеа и солза, дека си за мене и слабост и моќ. Ах, остави ја веќе таа исповед, нека спие мирно во твоето срце, и мојата душа нека биде твоја, а моје да биде твоето лице. На руски, Тајна. Ты хочешь, чтоб я с твоей волей не споря, сказал тебе вновь, что сказал я тогда, что ты мой источник и счастья, и горя, ты сила и слабость, успех и беда. Я слово свое никогда не нарушу, и станет оно тем, что в сердце таим. Тебе я отдам свою юную душу, а лик твой прекрасный пусть будет моим. Сега по интерпретацијата на ова песна од Ацо Караманов и во препев на руски јазик, мислам дека е добро да слушнеме една ваша творба, една ваша песна, и посебно, можеби е и најдобро да ја слушнеме песната поред која ќе го носи насловот и книгата што ќе се објави во чест на ова високо признание. Значи, книгата што ќе се објави ќе биде со наслов Меѓусебна потрага. Да. Зошто овој наслов? Благодарам. Што значи за ваш меѓусебната потрага? Сега ќе ви објаснам. Некако сега кога нели се спремав вака да дојдам овде, баш оваа песна некако помислив дека треба да ја прочитам, токму поради тоа што и книгата ја носи насловот. Ќе биде со истиот тој наслов. Меѓусебна потрага. Да. Јас сепак би сакала да и заблагодарам на жири комисијата за наградата, бидејќи нели сепак Караманови средби ќе ми ја објават таа книга, нели што наскоро ќе излезе од печат. Така што тоа нивна вака заслуга, секако на професор Даниела Андоновска Трајковска, да, како председател на комисијата, на Борче Панов и Славче Атанасов, како членови, да. Да ви кажам, заеднички размислувавме токму за насловот на книгата, да. И што вака многу ми се допадна, што нивното образложение за наградата навистина е многу некако длабоко. Значи, јас од тоа образложение разбрав дека мојата порака како поетеса, нели, е разбрана правилно. Тоа беше многу важно за мене. Во збирката ќе има разни вака песни, навистина поголем дел од нив е посветен на Македонија, мои размислувања за Македонија, за тие и помали места што постојат вака овде, за помали градови. Како што е и градот Радовиш. Да, јас инаку
бев неколку пати и во Радовиш, бев таму и на ликовната колонија и имам доста некако и пријатели таму. И затоа наградата е уште некако помила ми е. И сега за песната. Важно е што и таа моја некако иронија беше прифатена и книгата е насловена по песната што е токму иронична. Од една страна иронична, бидејќи таму луѓето го бараат Господ некако, а Господ сака да знае, значи, како живеат и живеат ли воопшто луѓе некако, тој нив ги бара. И така меѓусебно се бараат. Но од една страна тој е шега, нели, во овој случај, а од друга страна сепак тој проблем некако комуникација со некоја повисока сила, со Господ, тој е сепак многу важна работа. Апсолутно. Света работа. Ајде да ја слушнеме и песната. Значи, песната беше напишана на македонски, само да ви кажам дека пишувам поезија и на руски секако, а и на македонски. Одлично. И ева ја песната. Со голема мајсторија во научната обсерваторија, астрономите скопски Господ го бараат телескопски. Многу се изненадени, драги ич не се најдени. Научниците тврдат, абе, го бараме за џабе, гаранција 100%, тој сигурно не постои. Тие не знаат дека нивниот ропот од друга страна на телескопот, Севишниот го слуша, се лути, жими душа и многу сака, нели, да види кој така вели. Гледа во нив право, низ оптичката справа. Ама работата е јалова, дулбијата само смалова. Затоа нема фајде, тој никого не најде. И смирен вели, 100%, никој таму не постои. Значи, ја слушнавме насловната песна од книгата Меѓусебна потрага. Убаво е што Олга Панкина е сигурно еден од ретките автори кои што се од странство, а кои што пишуваат и на македонски јазик, создаваат поезија во случајов и на македонски јазик. Но јас лично овој наслов, Меѓусебна потрага, го разбрав и како меѓусебна потрага меѓу Македонија и Русија, бидејќи ти, Олга Панкина, цело време работиш и ги создаваш и ги одржуваш тие литературни, книжевни контакти и врски. Таа конекција Македонија-Русија и обратно Русија-Македонија, како да е содржана и во овој наслов на оваа песна, ова постојана твоја меѓусебна потрага. Ти, кога си во Русија, размислуваш и сонуваш и за Македонија, кога си овде во Македонија, апсолутно размислуваш и сонуваш за твојата матична родена земја Русија. И навистина во тебе имаме вистински македонист, вистински човек што ја сака нашата држава, ја сака нашата литература и тоа се докажува не само со усмени зборови, туку и со писмени факти и дела. Така ја имаме и оваа книга која што излезе неодамна од печат, Размислување за литературата. Таа е твоја книга, ја објави издавачката куќа Феникс од Скопје. Инаку во оваа книга се публикувани повеќе твои размислувања за литературата, односно повеќе твои текстови. Јас само ќе
Прочитам неколку од насловите на текстовите што објавени во оваа книга. Книгата се отвора, односно започнува со твојот текст, лингвистичките тешкоти при преведувањето македонска поезија на руски јазик врз материјалот на антологијата Поезија на Македонија. Антологија објавена во 2002 година. Потоа, во оваа книга е објавен твојот текст, разговорна синтакса во романот Големата вода од Живко Чинго. Понатаму е публикуван текстот Македонската проза во руските преводи. Но тоа не е се. Следува текстот за спецификите на песните од забранета книга на Велес Милевски. Па, популаризација на македонската литература во Русија врз примерите од 2010 и 2011 година. Понатаму следува твојот прилог, твојот текст, малку повеќе за проектот Библиотека на литературата на Македонија. Па, текстот за книгата Московски записи од Драган Јањатов. Понатаму, текстот во посетата на Москва, мои размислувања, односно ваши, твои размислувања за литературата. Многу е интересен и твојот следен текст, преправки и прииначување на песни урнеци од Светската поетска ризница во препев на Гане Тодоровски. Еден од стожерните текстови во оваа книга е текстот Реалното и иреалното во поезијата на Влада Урошевиќ. Па следува текстот Блаже Конески во препев на руски. Но и тоа не е се. Тука се и текстовите неколку зборови за преводот на 8 поетики, Господарот на перото, избор поезија на Радоан Павловски и твојот текст за литературната награда Јаснаја Поѓана 2023 година. И книгата се затвора, односно завршува, со текстот Гане Тодоровски во препев на руски. Значи, во оваа книга ги имаме и Блаже Конески, и Гане Тодоровски, и Радован Павловски, и Живко Чинго. Значајни македонски автори, преку твои литературни видувања и размислувања, бидејќи ти си одличен познач на македонската литература и преведувач, односно препејувач. Што би кажала плюс нешто во врска со оваа книга, кога веќе ја промовираме, ја представуваме? Книгата ја сметам за многу важна, во смисла да многу преведувам, може би дури повеќе преведувам од што пишувам своја поезија. Да. Вие некако добро вака рековте за насловот. Да, јас сум некако секогаш уште од што знам кои години, да, сум помеѓу. Нели студирав македонски, славистика, работев долго време, над 10 години во македонската амбасада во Москва, и таму некако бев помеѓу, да речеме, на разни настани, приговори. Секогаш се колебува кај да ми седнат на страна, нели, македонската или сепак и тука некако, ако посебно кога преведував и на македонски, на руски, од македонски од руски. Значи, навистина бев помеѓу, да. Овие две литератури, овие две држави. Може би, да, затоа и ова моја поетска книга го носи насловот Паралелни светови. Пак некако исто, нели, два света. Ајде малку и таа книга да ја представиме. Само ако сакате прво да завршам за ова. Да, продолжите. Да, ова многу значи за мене, бидејќи јас некако секогаш со задоволство ги изнесувам моите размислувања за проблемите поврзани со преводот.
И се надевам дека книгата ќе им послужи и ќе биде корисна токму на тие што се занимаваат со литературен превод, нели, бидејќи овде реално го изнесувам своето долгогодишно преведувачко искуство. Во Москва, да речеме, вложувам навистина многу напори уште некои преведувачи да почнат активно да работат на ова поле. Македонската литература, тоа е широко, огромно, неизорано поле. Да. Така што ги повикувам некако да почнат да се зафатат со таа работа. И може би ќе им биде полесно ако нешто научат од книгата. Секако имам повеќе вака написи и за македонските писатели. Може би дури поголем дел од нив напишан на руски, бидејќи, нели, сепак моја вака главна задача да ја промовирам македонската литература токму на рускојазичните простори. Може би има смисла да ги и преведам сега на македонски, може би ќе има и продолжување на книгата. Значи, јас би сакала да ги разгледам тие проблеми низ призмата на преводот. Јас на гледачите да им објаснам дека следува и нова ваша книга, што ја имате веќе подготвено, македонската литература низ призмата на преводот, односно низ вашата визура на преведувачот. Бидејќи ја прочитав оваа книга, Размислување за литературата, сакам да кажам дека во неа се содржани и вашите дилеми околу при преведувањето, околу одредени зборови, нијанси, размислувања, недоумици. И навистина е интересно да се прочита како еден преведувач од странство ја гледа македонската литература, посебно овие конкретни автори, значи Чинго, Гане, Радован, Блаже, и со кои се тешкоти се соочува во тој миг при преведувањето, бидејќи треба да најде соодветен збор, од тие повеќе синоними да го избере најсоодветниот и слично. Навистина се согласувам сосема со вашата констатација, една полезна книга за читателите, а посебно за преведувачите, за тие кои што се занимаваат со преведувањето на македонската литература. И бидејќи реков дека и оваа книга ќе ја представиме, ова е вашата авторска книга, Паралелни светови, издание на издавачката куќа Диалог од Скопје. Овде се содржани повеќе од 50 ваши поетски творби. Но, бидејќи Олга Панкина не мирува, е многу работлива, да вистина е тоа факт, покажуваат и докажуваат преводите кои што постојано вие ги создавате и ги публикувате. И еве при ова ваше најново доаѓање овде во Македонија, вие не дојдовте со празни раце, и никогаш не доаѓате со празни раце, секогаш доаѓате со ваши преводи, односно со веќе преведени и објавени книги. И јас сега сакам и тие книги да ги представиме. Книгата од Томислав Османли изгледа изворедно, морам да кажам. Значи, со ова едно луксузно издание, тврд повес. Секој македонски автор би посакал да има ваква преведена книга. Навистина едно ретко, изворедно издание, но не треба да биде само Томислав Османли среќен и задоволен. И сите ние од Македонија, бидејќи македонската литература добива нозе, чекори
и еве повторно едно убаво издание во едицијата 100 Словенски романи. словенски романи. Ја би сакала малку Да, за да. самата едица, вака Да, да кажам. Тоа е иницијатива на Форумот на словенските култури. Значи има една таква установа и тој е нејзин проект, одличен вака проект, одлична идеја да се објават по 100 книги од словенски јазици Да. во 10 словенски земји. Так. Значи, секоја земја да предложи своји 10 автори за публикација и се на се 10 земји по 10 автори ќе се соберат 100 книги. Да. И да ви кажам, ова е веќе шеста објавена, значи од тие 10 автори македонски, што се предложени од Так, македонската страна за превод, Да. за објавување во тие 10 словенски земји, во кои нели влегува и Русија. Так. И некако проектот беше договорен, меѓутоа се нешто работата некако не тргна. Додека вака јас не го објавив првиот роман, Добро. воопшто во таа едица. Добро, да. Тоа беше романот на Оливера Николова, Николова. Вежби за Ибан Пајко. Јас тогаш ја одбрав таа книга, некако од останатите автори беа нели мажи, само една жена, Оливера, на тој список на предложените за објавување романи. И романот помина, значи, супер вака успешно. Тоа беше почеток на едицијата. Сега кога ја спомнавте Оливера Николова, има едно тажно совпаѓање. Токму денеска почина Оливера Николова, прочитавме преку медиумите, нека е лесна земјата и вечна славата. Оливера Николова беше плоден и квалитетен автор, односно авторка, писателка. И добро е што низината книга, романот Вежби за Ибан Пајко, токму вие сте го превеле, сте го објавиле, како прва книга во таа едиција македонски романи, во едицијата 100 словенски романи на руски јазик. Кои други автори потоа Олга следува во таа едиција, ако може да се сетиш? Во ова едица влегува романот од Венко Андоновски Азбука за непослушните. Добро. Од Гоце Смилевски Разговор со Спиноза. Добро. Потоа од Ермислав Азановски Недела. Добро. Ако не грешам. Добро. Кој уште? Па добро. Кажавте неколку многу значајни сега ми е автори. во работа веќе седма книга. Добро. И мислам нема повеќе книги на некој словенски јазик што значи се објавени во Русија. Од таа едица. Значи ние Која е таа седма книга? Тоа е уште тајна. Тајна, добро. Да, за тоа друг пат. Друг пат. Ќе има и трета емисија. Да, тоа. Сега, ако има уште нешто во врска со таа едиција, кажи ни, ако нема, ќе одиме натаму со разговорот. Па може да одиме натаму, да. Следната книга, која што еве имаме во нашите раце, е роман од Влада Урошевиќ. Тоа не е роман. Добро. Тоа се раскази. Раскази, значи збирка раскази. Да. Так. Помислив дека е роман, бидејќи ми изгледаше според обемот. Значи, ова е збирка раскази од Влада Урошевиќ, добро. Сега овдека, сега веќе ќе се снајдем подобро преку содржината, да. Тука има некаде над 20 раскази. Да, 25 нешто. Така.
Влада Урошевиќ е раскажувач, романсиер, поет, но овој пат, значи, Влада Урошевиќ на руски јазик е представен преку неговите раскази, избор раскази. Ајде, ја знам дека лично го почитуваш Влада Урошевиќ, го преведуваш подолго време, па ќе бидам малку подиректен. Кој роман негов најмногу досега ти се бендисал, ти се допаднал, ти оставил посебен впечаток, ти било задоволство кога си го преведувала, а исто така и ќе те прашам за овие раскази. Сигурно кога преведувачот ја преведува цела книга, ама најмногу му се допаѓа една песна или еден расказ. Да. Или ајде од Влада, баш е интересно ви за гледачите, ова малку е провокативно во моje прашање, ама баш не интересира што еден преведувач, еден читател од Русија најмногу му се допаѓа од Влада Урошевиќ. Влада е доста вака познат во Русија. Значи, од него имам преведено 3 романи. Невеста на змејот. На змејот, така. И таа, нели, роман, таа приказна роман, нели, ми се допадна многу. Како новела, новела роман, да, некако до тогаш, баш тој момент, преведував се текстови многу тешки во смисла историски, глобални, тешко некако прифатливи во смисла, значи многу сериозни, сакам да кажам. Глобални некако. А невестата на змејот ми се допадна што сепак тој роман има врска и со фолклор, има врска со народната традиција македонска, има многу хумор, има фантастика, нели, има многу нереални вака настани. Ситуации. Да, и то ми привлече. И таа книга е многу добра примена од читателите. Значи, може би и успев некако успешно превод направив. Бидејќи таму има нешто и мали песнички, така што супер вака помина книгата. После Влада е застапен во ова едица 100 словенски романи со неговиот роман Дива Лига. Само што на руски има друг наслов, барајте го Гавранот. Зошто под таков наслов нели излезе? Бидејќи Дива Лига директно може тоа да се преведе, но нема да биде разбирливо за што се работи. За руските читатели. Да. И така решивме дека подобро, значи, да се вика тако малку, може би, па понеобично е. Понеобично, да. Барајте го Гавранот, во смисла кој ќе го прочита, ќе разбере зошто така се вика. Така што, значи, тој роман влезе во ова прекрасна едица. И уште еден роман, Маџун, е објавен, и јас сепак него вака најмногу го сакам. Маџун е прекрасен роман, тој излезе пред 5 години веќе. Некако за роден ден на Влада. Така. А оваа книга раскази му е подарок на Влада за неговиот 90-ти роден ден, јубилејот, а секако пред се тоа им е подарок на руските читатели, секако, кои го сакаат творештвото на Влада. Пред тоа, Влада беше, мислам, солидно застапен како поет. И секако тој
можеби, што знам, повеќе поет одо што романсиер. Туку се колебам што е главно вака во неговото творишто, но како поет, значи, е извонреден. И тој има две поетски збирки во Русија на руски, Пејачот во кулата и Јужна звезда. За едната ја доби литературната награда Зладен Витез. Тој како автор, јас како препевач, да. Така што го сакаат, значи, како поет, но го знаат, бидејќи сепак тоа се две солидни книги. И решив малку, значи, промена да направам и негови раскази да представам. Сепак, мислам, интересен е расказот Дирижаблот на полето Сопченки, и така решив дека и книгата дека ја крстивте книгата. Да, насловено. Книгата излезе во октомври, значи навистина е ова нешто нова издание, точно, да. Сега да кажам. Но веќе беше промовирана токму на роденденот на Влада во октомври, сега тоа сакам да го кажам, дека на корицата од оваа книга пишува дека ова е книга посветена на македонскиот писател Владо Урошевиќ, жив класик на македонската литература, и дека станува збор за издание подготвено по повод 90-те години од неговиот роден ден. Да. Сега, за Влада само уште една реченица. Навистина сте со себе во право, тој и раскажувач, тој и романсиер, но првенствено тој е поет, а се разбира е и критичар и есеист. Да. Но, навистина, поетскиот опус му е најголем, грандиозен, и не случајно беше и добитник на Златниот венец на Струшките вечери. Да. На поезијата. По тој повод, значи, му направив еден омаж, секако читавме од неговата поезија, и тоа со помош на артисти од еден московски театар, кои прекрасно, значи, ја знаат неговата поезија, ја сакаат, и таму тогаш, уште тогаш, значи, ние некако направивме една видеоснимка и му го честитавме роденденот, после му ја испратив, значи, кога 50 на души вака, значи, заеднички, поздравляем на руски, тоа беше многу некако убаво. Навистина е непроценлив во ова што вие го правите за македонската литература. Многу автори ги доближивте до руската литература и култура. Влада Урошевиќ најверојатно е омилен во Русија поради неговата фантастика над реалното. Тоа е една од неговите одлики, но исто така го преведувате активно Венко Андоновски, и тој е познат на руската читателска публика, и многу други македонски и автори. Па, можеме ли да спомнеме уште некои други автори и некои други дела од тој ваш преведувачки корпус, нешто што неодамна е публикувано, или сега го работите, или набрзо треба да биде објавено, бидејќи на овој начин премиерно, ексклузивно ќе им дадем информација на македонските читатели, љубители на македонската литература, што работи Олга Панкин и што треба да очекуваме.
имам приведено и припеано 300 македонски писатели. Да, 300 по имења. Да. Така што тешко вака да издвојам некого. Да. Затоа ќе кажам што работам сега. Да. Значи, имаме идеја да објавиме збирка поезија од млади или, така да кажам, релативно млади, родени нешто 85-90 година и помлади поети. И веќе, значи, усогласивме кои ќе влезат во книгата и со какви песни. Така што јас се надевам дека на пролет таа книга ќе излезе. Значи, очекувајте македонски млади поети. Добро, одлично. И младите чека па дочека. Да, секако. Еве вака сега, бидејќи се доближува крајот на емисијата, а ние имаме еден обичај, авторите нешто да ни напишат на крајот од емисијата. Еве со еден од овие фломастери. Црвениот. Да. Жените обично го избираат црвениот фломастер, бидејќи црвената боја символизира љубов. Овде напишете го вашето име, значи Олга Панкина. Јас извинам на гледачите што еднаш велам вие, после велам ти, бидејќи со Олга Панкина со децении се знаеме, па затоа и ги мешам. Олга Панкина. Овдека една мисла, една порака. Што ќе ни напишете? Ќе напишам еден стих од песната Пат, може? Може, како не може? Отворете ми. Слободно. Да. Еве насловот Пат и слоеви од стакло сегде, кристалот ко солза тече, ко солза тече, навистина прекрасни стихови. Судбината тука негде. Тука. Олга Панкина има убав ракопис, да им кажам на гледачите. Имам стварно, не си го расипала. Сега некако... Добро е. Знам убаво. Негде. Так. За инат. За инат. Нас не свлече. Тука е подпис, скратено, да. Епа, сакам на крајот и со рака, Олга, и со рака да ви честитам за сите ваши преводи на македонската литература, сите ваши објавени книги и се ова што го правите со голема љубов, со многу труд за македонските писатели, за македонската литература. Продолжете така. Ние, писателите од Македонија, ве сакаме и ве почитуваме, ама јас сум слободен да кажам, Македонија ве сака и вие овдека дека не сте гостинка, туку слободно можеме да кажеме дека и ни припаѓате нам, на Македонија, како извореден преведувач, како човек кој што и добар дел од својот живот овде го живеете. Во Скопје, во Македонија. И само успеси ви посакувам, добро здравје и среќа во животот, бидејќи во вас имаме вистински амбасадор на македонската литература. Благодарам, Тоа сакам да ви го кажам. Ние нели зборувавме дека сум помеѓу, а може да се каже или што јас и сум таму и сум ваму. Кога сте таму сте овде, кога сте овде сте таму. Да, така што јас со задоволство работам, со задоволство преведувам и секако со огромна љубов кон Македонија. Ви благодарам во името на сите македонски писатели што тоа го правите. Благодарам и јас со своја